أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Вие го слушате Препород на верата, текст од говорот на Хазрети Мирза Тахир Ахмад, поглавар на Ахмадија движењето во исламот, одржан во Сиднеј, Австралија. Јас денеска ќе ви зборувам за препородот на религиите во исламската филозофија. Религиите секогаш повторно се будат преку Божите упатства. Аллах секогаш праќал реформатори да ги одвратат луѓето од материализмот и да ги вратат кон нивниот создател. Реформаторот секогаш повикувал на исклучителни жртви во името на Бога. Тој ги повикува луѓето на напор и пот, истрајност и трпение, ги известува дека оние кои сакаат да живеат мора да бидат подготвени да се одделат од своите животи. Тој ги подготвува за долго и болно страдање против слепото, противење и прогонување од страна на оние кои тие ги сакаат и настојуваат да ги спасат. Навистина, ова е единствената реална и трајна филозофија на верскиот препород. Секоја филозофија спротивна на она е чиста фантазија. Морам да нагласам дека сите секти во исламот не се единствени околу оваа тема. Голем број муслимани веруваат дека фундаменталните промени се остваруваат во форма на религиски препород. Ахмадија муслимански џамаат, спротивно од тоа, верува дека овој историски процес е постојан и непроменлив. За да се создаде погрешен впечаток за разликите во мислењата меѓу муслиманите, сметам дека е неопходно да ги набројам заедничките фундаментални верувања кои ги поврзуваат сите муслимани без оглед на која секта и припаѓаат. Секој муслиман, без оглед на која секта и припаѓа, верува во единствениот Бог и во пратеништвото на чесниот пратеник Мухамед. Секој муслиман верува дека исламот е последна религија за спас на човештвото. Сите муслимани веруваат дека исламот ќе продолжи да ги исполнува сите човекови потреби до судниот ден. Сите муслимани веруваат дека законот кој му е објавен на чесниот пратеник Мухамед е неограничен и непроменлив дури за најмалиот знак и символ. Сите муслимани, без оглед на различните размислувања, веруваат дека советите на чесниот пратеник Мухамед имаат вредност и авторитет до крајот на човештвото. Муслиманите од сите секти веруваат дека единствено преку врската со чесниот пратеник Мухамед може да се разбере светлината на вечната вистина. Овие основни верски ставови им се заеднички на сите муслимани без исклучок. И покрај толку заеднички ставови во верувањето, сепак остануваат основните разлики кои Ахмадија муслиманската заедница ја одделуваат од останатите муслимани, а тоа се разликите во сваќањата за препородот на исламот.
Сите други разлики произлегуваат од ова главно сваќање како може да се дојде до препород на исламот, како може да се дојде до живот и нова сила енергија. Исто како и Ахмадија заедницата, така и останатите муслимани се согласни околу тоа дека одговорот се наоѓа во ветеното доаѓање на Иса, синот на Мерием, Марија, и во појавата на ветениот имам Махадија, реформаторот, кој ќе биде воден и определен од Бога. Оваа точка, која е привидно заедничка со својата интерпретација, всушност произведува два диаметрално спротивни става. Ахмадија, муслимански джемаат, стои зад ставот дека пророштвото за доаѓање на Иса, Исус, има метафоричко значење. Овој джемаат верува дека пророштвата за имам Махдија исто така имаат метафоричко значење. Ние веруваме дека величенствено остварување на овие пророштва не можат вистински да се разберат ако се заменат дословно. Потполно спротивно на тоа, другите секти во исламот инсистираат на дословно исполнување на овие пророштва. Ова е сушествена разлика која го делува и карактеризира Ахмадија, муслимански джемаат, од останатите секти. Што се крие зад пророштвата? Сеопштото пропаѓање на муслиманите и нивните внатрешни разидувања се работи со кој чесниот пратеник бил запознаен. Уште пред 14 века, тој преку Божја објава предвидел дека муслиманите ќе се поделат во 72 секти. Таа жална состојба на муслиманите тој ја опишал до толку ситни детали, што состојбата која денес ја имаме, како да ја видел во собствените очи. Хадисите на пратеникот содржат сликовит опис на нашето време. Тој рекол: од исламот нема да остане ништо освен неговото име, џамиите, иако полни со верници ќе бидат без упатства. Нивните верски учители ќе бидат најлошите суштества под капата небеска. Меѓутоа, заедно со овие страшни предвидувања, тој исто така донел и величествени новини. Тој рекол дека и покрај сиве овие страшни неволи, исламската заедница нема да исчезне. Како моите следбеници можат да бидат уништени кога јас се наоѓам на нивниот почеток, а Иса, синот на Мерием, на нивниот крај. Маснат Ахмед, Кнанзал Амал, том 7, страна 203. Потоа рекол: како ќе ви биде кога синот на Мерием ќе се појави меѓу вас? Тој ќе биде вашиот водич помеѓу вас. Бухари, книга за Божите пратеници. Потоа ги повторил овие вести со следните зборови: се колнам во него, оној кој мојот живот го држи во својата рака, дека синот на Мерием на вистина ќе биде пратен меѓу вас и тој ќе ви биде праведен судија. Бухари, книга за Божите пратеници. Чесниот пратеник исто така донел вести за великиот имам Махдија, кој ќе се појави заедно со Иса, Исус, синот на Мерием. Ахмадија џамаетот се согласува со другите муслимански секти со верувањето дека препородот на исламот и неговата глобална победа се поврзани со доаѓањето на Иса и појава на имам Махдија. Меѓутоа, овој џамает се разликува од останатите во разбирањето на овие пророштва. Тој инсистира на тоа дека пророштвата треба да бидат согледани во светло на Божиот закон, кој се докажал низ текот на времето и во склад со историјата на претходниот Божји пратеник. Другите муслимански секти наспроти тоа тврдат дека пророштвата немаат внатрешна, подлабока порака и се држат до нивната буквална смисла. मिटा दे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।